Добро вечер во 24 отворено. Вечерва отвараме една сензитивна и важна тема, тоа е синдикалната борба и репрезентативноста на синдикатите. Нивното учество во економско-социјалниот совет. Со новите законски измени кои што се предложени, прагот за репрезентативност се намалува од 10% на 5%. Поддржувачите на ова решение велат дека ова е чекор кон поголем плурализам, поголема вклученост на синдикатите и вистинска демократизација во синдикалното движење. Сепак, поинаквите мислења се дека наместо силна и обедината синдикална борба ќе добиеме ситнење на синдикалната борба, повеќе гласови, но помал ефект. Што значи ова за работниците? Кој ќе има повеќе моќ, а кој ќе изгуби влијание? Во студиото денеска со мене се Слободан Трендафилов од Сојузот на синдикати на Македонија. Добра вечер, добре дојдовте. Благодарам. И Маријан Ристевски од Конфедерацијата на синдикални организации, кои што отворено ја поддржа промената. Во ССМ видовме една резервираност кон ваквите предложени измени. Во текот на емисијата, односно уште на почетокот на емисијата, ќе ни се вклучи Бојан Стојановски, кој што веќе го имаме преку онлайн врска, кој што е пратеник, еден од предлагачите на ова решение и председател на Собраниската комисија за економски прашања. Стојановски, добра вечер и за вас. Ќе ја отвориме емисијата со вас. Кој беше главниот мотив за предложената измена на Законот за работни односи? Благодарам на поканата, Четиковски. Сакам да се извинам што не сум во моментов со вас во студиото. Ги поздравувам и почитуваните гости. Прашањето е сосема добро и опфаќа суштината веќе и на почеток. Ова е нешто кое што беше договорено на една од последно одржаните седници на економско-социјалниот совет, да прагот на репрезентативност биде намален од 10 на 5%, со што ќе се демократизира синдикалната представување на економско-социјалниот совет. И на тој начин сакавме да постигнеме две нешта. Прво, на ваков начин многу повеќе работници ќе бидат представувани на економско-социјалниот совет, а понатаму повеќе синдикати ќе имаат право на глас и ќе може да ги представуваат работничките барања и пред владата, но и пред работодавачите. Понатаму вреди да се напомене дека исто така ова е барање на европските институции, нешто кое што и кај нас во собранието го соопштија представниците кои што дојдоа и од Европската конфедерација на синдикати, истото тоа го бараат и од Светската конфедерација на синдикати, така да сметаме дека на ваков начин ние треба да го либерализираме синдикалното движење и да му дадеме можност подемократски, но и посуштински, со многу повеќе работници позади нив, да учествуваат на дискусиите на економско-социјалниот совет и да ги бараат барањата, односно да ги представуваат барањата на работниците. Вие најавивте отворен диалог со сите синдикати по предлог законот, за тоа се одржа веќе и една средба. Меѓутоа таму не присуствуваше, например, представникот на ССМ. Како го почувствувавте тоа, како одбивање на вашиот предлог? Па не, ние имаме отворена комуникација со сите лидери на синдикатите во државата, и институционална и лична, и многу често за многу прашања и за многу закони знам да ги консултирам и двајцата господа во студиото, но и Благој Ралповски од КСС. На многу нешта ние не сме се согласиле, но се додека имаме диалог, сметам дека ќе можеме да правиме квалитетни решенија. Се слушнав тогаш со господинот Трендафилов, ми кажа да формираат став. Не се слушнавме во текот на денот, на средбата не беа присутни, го видов коментарот во медиумите, дека сите важни прашања се дискутираат на економско-социјалниот совет, не во собранието, на што се сложувам. Но овој пат разговаравме за измена на закон која што по редот на нештата се случуваат тие измени во собранието и токму таму е местото, бидејќи пустав и по деловник, како пратеник имам право да поднесам измена на закон и како некој кој што го поднел сметав дека треба да седнеме на маца и да ги расчистиме овие дилеми. Но секако почитувам различно мислење, јас сум отворен за дискусија и понатака ќе ги консултирам господата за ваквите прашања и се надевам дека ќе успееме да решиме и многу горливи прашања во наредниот период. Исто така, за ова имавме поддршка од канцеларијата на председателот на владата и тие се на располагање за да ги решаваме проблемите кои што ги тангираат сите синдикални движења, така да ова повторно ќе кажам, поканата е отворена, секој кој што сака, ние јавно ја објавивме таа средба на социјалните мрежи, но и на сајтот на собранието ден претходно, секој кој што сакаше можеше да биде присутен, така да се надевам дека можеби ќе го редефинираат својот став за да учествуваат во вакви прашања.
Како стасавте до бројката од 5%, односно намалување од 50%, што навистина вака изгледа големо, но дали сметате дека со тоа се отвара простор за фрагментација на синдикалното движење и на синдикалната борба? Сега, јас разбирам дека вие сте представници тука на собранието, на законодавниот дом, меѓутоа делот мислењата кои што сметаат дека ова може да ги подели и на некој начин ослабне синдикатите, исто така се релевантни. Па не мислам дека е така, бидејќи знаете како ја досега имам чувство дека голем дел од синдикалните организации кои што представува сосема солиден дел од работниците или институциите во нашата држава имаат чувство дека се оставени на страна бидејќи можеа да учествуваат на економско-социјалниот совет, но не можеа да гласаат. На ваков начин ние сметаме дека правиме една правична ситуација бидејќи знаете како таму работодавачите се репрезентативни ако имаат 5%, а синдикатите со 10%, прво тука нема еднаква можност да им дадете вие еднаква позиција на работодавачите и на работниците, а второ вие ако го видите самиот процент тука се работи за процент на работници кои што членуваат во синдикати и плаќаат чланарина. И сега од вкупниот број на работниците кои што учествуваат во синдикално здружување и плаќаат чланарина, вие да имате само 10% и да имате право на глас, тоа е нешто што на мене лично вака ми создава можност за одредена монополизација на некој синдикат на таа маса. И ние сметавме дека ако овој начин го спуштиме тој праг, кој што повторно да потсетам беше консензуално прифатен од сите тие кои што седат на масата и кои што се партнери на економско-социјалниот совет, ќе дадеме можност повеќе синдикални организации да бидат на масата, да одлучуваат за важни прашања, да ги кажуваат своите барања, на тој начин да вршат притисок и врз владата и врз работодавачите. Не верувам, односно сум уверен дека нема да настане фрагментација, туку мислам дека доколку синдикалните движења се усогласат врз некои нивни барања кои што се и барања на самите работници, бидејќи и владата и работодавачите, но и синдикатите постојат заради работниците, на ваков начин ќе се направи многу посуштински притисок врз оние кои што одлучуваат. И да потсетам, европската пракса го бараше ова од нас, ние да го спуштиме прагот на 5%. Така да, кога ги земеме праксите кои што ги имаме од европската пракса, но и она кое што го договориле тие на економско-социјалниот совет, нареден логичен след беше промена на законот за да можеме ова да го направиме функционално, за да може веќе од наредната седница економско-социјалниот совет да биде функционален. Да. Ве замолувам да останете уште малку со нас да го чуеме мислењето и на синдикатите, па ќе се вратиме со вас и со завршен, да речем, коментар. Благодарам. Го слушнавте Ева Стојановски и нивната аргументација на барањето. Од друга страна, како што и кажав, кај вас се види една резервираност кон предлогот. Зошто? Сосема се разбира дека ќе биде резервиран секој пат кога без социјален диалог на завршена работа ќе биде поканет да седне на маса само за да застане пред камерите и да каже дека нешто добро се прави, а напротив не е така. Европската и Меѓународната конфедерација на синдикатите укажуваат континуирано дека сите измени на законот за работни односи пред се она што ги тангира синдикатите треба да бидат донесени со консензус, прашани синдикатите, изграден став на економско-социјалниот совет и како таков предлог да се вршат измени, но за жал праксата што беше започната изминатите години, бајпасирањето на економско-социјалниот совет стана правило наместо исклучок. Оваа година неколку пати се прават измени на законот за работни односи без економско-социјалниот совет и нас како синдикат тоа не загрижува. Вториот елемент е тоа што предлогот за намалување на бројот, односно на процентот за утврдување на репрезентативност на национално ниво, односно за да може да учествуваат во работата на економско-социјалниот совет беше намарјан. И како таков, како негов предлог, не беше прифатен од сите, туку тој го каже како став дека смета дека треба да има намалување на процентот за утврдување на репрезентативност, но тоа што мене ме загрижува, например, е тоа што 5% му помага само на еден синдикат, не и на останатите два кои даваат поддршка на ваквиот предлог, да беше 2% или 1% за да можат сите да влезат во економско-социјалниот совет, иако сите седат на економско-социјалниот совет, само никогаш не приговарал на тоа да можат синдикатите, дури ние ги отстапивме и местата при преговорите за општиот колективен договор. Оние 4 места кои ги имавме ние, задржавме едно, 3 добија и останатите синдикати за рамноправно да учествуваат. Ние сме синдикат кој се труди да ги вклучи сите синдикати во синдикалната борба. Меѓутоа, кога гледате дека со сите случувања од нова година навакај,
повлекувањето на членовите од комисијата за утврдување на репрезентативност, па некоја блокада до месец март кога требаше да се утврди минималната плата. Кога гледате дека не успеа оние упади во синдикатите кои се дел од ССМ за превземање на членството со административен пат, со политичка наредба, единствен излез стана да се намали прагот за да се удоволи на еден синдикат кој се сомневам дека ќе биде уценет во наредниот период ако нешто некој прави за вас од политиката, иако го разбирам ставот на Бојан како пратеник и можеби го разбирам и ставот на владата како институција која има намера на таков начин да го води диалогот. Се разбира дека тие се грижат за нивните интереси, но ние како представници на работниците мораме да се грижиме на нашите интереси и никако поинаку. И затоа одлучивме да не учествуваме на тој состанок, не затоа што не го почитуваме пратеникот или заради тоа што сакаме да го бойкотираме процесот, меѓутоа сакавме да упатиме порака дека не може да се одлучува за нас без нас. А тие одлучи една недела порано да достават предлог во собранието и на денот кога започна расправата по однос на таквото законско решение да бидеме поканети на 5 минути пред свршен чин. Иако денеска од тоа што можев да го видам во собранието имаше конструктивен предлог од некој пратеник, не памтам име и презиме, каде што вели дека премногу е 50% намалување, се гледа дека се удоволува на некој, на штета на други два синдикати, на КСОМ и на УНСМ, тоа е штета. Добро, чуеме Стојановски, и само да завршам. И од таа гледна точка сметавме како ССМ дека по скратена постапка, без социјален диалог, како тоа што беше во овој случај, зборуваме се одлучува за синдикатите, за тоа како ќе функционираат синдикатите во наредниот период, можеше да се промени законот за минимална плата и да се зголеми минималната плата, но тоа не се случи. И сега ако чекаме за минималната плата да имаме диалог помеѓу работниците и работодавачите да се договорат и тоа што ќе се договорат да биде вметнато во закон, без диалог да им вметнете на синдикатите, односно да им одземете нивната моќ, имајќи во предвид, само завршувам, имајќи во предвид дека силата на синдикатите е во нивната бројност, а не во нивната разединатост. Ако сакаме ние да имаме здрав социјален диалог, ако сакаме да имаме силни синдикати, ние им помагаме на ваков начин. Стојановски, го слушнавте излагањето на претседателот на ССМ, значи тој вели дека треба да има еден поширок консензус за едно вакво решение и се разбира дека без ССМ не би требало да се оди кон измена на еден ваков закон. Зошто тогаш брзање? Зошто не оставивте уште малку дополнително време за консултации? Па јас се согласувам конкретно и најмногу во последната реченица дека силата на синдикалците е во нивната бројност и токму затоа ние го поднесуваме ова законско решение, затоа што веруваме во тоа. Знаете како кога вие нудите на уште неколку синдикати да седат на масата и да имаат право на глас, тоа значи дека вие им давате можност на повеќе работници да бидат представувани таму, бидејќи ете вие во дебатата која што ќе имате во остатокот од емисијата, ќе видите и аргументи зошто голем дел од синдикатите кои што не се сега со право на глас таму имаат чувство дека е процесот монополизиран 30 на години наназад, не само од сега. Од аспект на тоа дека некој треба да застане пред камерите и да даде позитивно мислење, никогаш ние во тие состаноци не сме имале никакво барање од некој да даде изјава која што иде во насока на нашите аргументи, туку пред медиумите секој синдикат можел да каже што сака, па дури да искритикува. И таа средба беше отворена и секој кој што сакаше можеше да дојде. Од аспект на минималната плата, ние сме го кажале нашиот став и за мене прифатлива минимална плата е таа која што ќе биде реално исплатена. И на таков начин ние кажавме дека како држава го имаме тој став, бидејќи за државата не е проблем покачувањето на минималната плата, бидејќи има 14.000 работници кои што треба да земат покачување на минималната плата и тоа буџетот може да го издржи. Но од друга страна сметаме дека треба да има квалитетен диалог, бидејќи на крајот од денот секој работник таа минимална плата треба да ја земе, а таа се нивелира со измена на закон за која што ние сега ако сакаме да одиме по популизам, можеме да ја покачиме многу повеќе од тоа што бара и синдикатот. Суштината е дека на крајот треба да произведеме доволно продуктивна економија за да може покачената минимална плата и реално да биде земена од работникот. Нашата суштина не беше ние да истиснеме некое синдикално дејствување кое што повторно да кажам овој пат ќе ги има истите права како досега, само што ќе биде надополнет со плюс партнери од синдикалното движење. Така да тука не се одзема ничиво право, туку напротив се додаваат права на дополнителни синдикати кои што репрезентираат дополнителен број на вработени да учествуваат на тој економско-социјален диалог и да го кажат својот став. И сега ако гледаме од некој друг аспект,
Досега тоа не било направено, бидејќи сите кои што ја управувале институцијата наречена влада, се повлекувале или ретерирале или биле можеби исплашени дека ако дозволат демократизација во синдикалното движење, тогаш би имале многу повеќе проблеми, доколку имате вие еден синдикат со право на глас, тогаш можете многу полесно да маневрирате. Сега дали тука се работи за лични и директни преговарања со синдикалните лидери или можеби за удоволување на одредено барање, не навлегувам. Тука повторно ќе кажам не кажувам некој простор на време, туку кажувам 30 на години наназад, додека на ваков начин вие имате работници и синдикати кои што презентираат вработени од различни институции, од различен делокруг на јавната и приватната, од јавниот сектор и приватниот сектор, и е многу потешко вие да постигнете согласност со повеќе синдикати кои што имаат право на глас, него со помалку синдикати. Ние сакаме да направиме една атмосфера во која што ќе можеме да решиме многу повеќе проблеми на работниците. И само два факти ќе кажам на крајот од денот, тоа е наше размислување, можеби синдикалците имаат друго размислување, но треба да се потпреме на фактите и аргументите. А фактите се дека просечната нето исплатена плата во последните 12 месеци е покачена за 10,5%, невработеноста исто така е падната, вработеноста е исто така покачена, тоа може да го сведочат и синдикалците, така да колку повеќе вие создавате можност за овие проблеми да бидат кажани и да бидат слушнати, толку повеќе ја кревате можности и тие да ги решите. Тоа е суштината на нашето законско решение. Како некој кој што го поднел и е прво подпишан на истото, сметав дека е фер, јас да ги поканам тие кои што се заинтересирани ден предходно да дојдат, доколку имаме некој амандман на комисијата која што јас ја водам, која што се одржа денеска, да го поднесеме за да можеме нешто да нивелираме, но повторно ќе кажам, ова е нешто што е договорено заедно од сите учесници на економско-социјалниот диалог на претходната седница на економско-социјалниот диалог. Да. Добро, ви благодарам за учеството во емисијата. Ние ќе продолжиме понатаму со дебатата. Ве поканувам доколку сте во можност да ја изгледате, па можеби ќе дојдат и некои предлози кои што ќе можете да ги вметнете во законското решение. Благодарам, Стојановски. И благодарам за поканата и ви се извинувам уште што не сум присутен. Да. Ристарски, ги слушнавме ставовите и на Стојановски, го слушнавте накусо и представникот на ССМ. Вие, како што кажавте, сте задоволни од ваквото решение. Зошто? Па видите, јас веќе подолг период, знае тоа колегата Слободан, на тие состаноци уназад неколку години кога се правеше законот за работници, кој што за жал се уште не е донесен, една од измените на законот инсистирав и тогаш и веќе може да се погледне во подготовката на тој закон дека репрезентативноста требаше да се намали, беше ставена како предлог да се намали репрезентативноста. Сме дискутирали ние со Слободан на оваа тема неколку пати. Ја тврдам дека ова мерка е добра. Ние безпотребно многу енергија потрошивме за оваа тема. Гледате, веќе подолг период нема квалитетен социјално-економски совет, нема диалог. Значи, што ни е на нас важно? Јас да имам повеќе членови кои ги шише работниците. Не е точно. Кога видов ја сам дека веќе, да не кажам ѓаволот ја однел шалата, овдека се завлезе, се исполитизира до безкрај без потреба, и затоа на таа последна седница кај што беше премиерот, бидејќи повторно имаше размислување дали ССМ ќе добие 10% на граница, има информации дека добиле во ред све. Ја не гледам која е опасноста ако повеќе синдикати учествуваат кога се одлучува за работникот. Не може само еден синдикат, еве да кажам со 10%, ако имаме да речеме 700.000 вработени во држава, 70.000 ги имам, другите 650, кој ќе ги застапува? Кој? Значи за нив не е гајле. Ја не ја гледам опасноста. Ако има повеќе репрезентативни синдикати, ќе дојде и седницата на социјално-економски совет. Ќе дојде точката на дневен ред. Ќе се види кој како ќе гласа. Ќе се види кој како ќе дискутира. Значи сакам да кажам, без потреба се троши енергија на оваа тема. И точно јас тврдам дека ова не е убаво, бидејќи праксата на нас, зашто покажа, веќе сум подолг период во синдикали, сум претрпел многу искуство, има многу. И сум видел дека ако еден синдикат тврдам дека е подлежен на политички притисок. Сум учествувал. Дали потесното раководство лично може да профитира, може. Дали политичкото влијание е огромно, огромно е. Огромно е, за жал е, 30 години назад се покажа. Имавме само еден синдикат. Што се доведе? Приватизација, хаос, не може да се амнестираме. Тој синдикат бил таму, без разлика кој бил што бил. Приватизацијата, хаос. Стечај, има закон за стечај, никој не знае што се случува, работниците остануваат без плати, никој не реагира.
Наназад 10 години дело на договор. Можев да сватам еве од излагањето на Трендафилов, можеби ќе ме поправи. ССМ се сомнева во искреноста на намерите на владата со ова законско решение да ја зајакне синдикалната борба, туку напротив, да ја ослаби позицијата на ССМ. Ако го видиме претходниот период на работниците воопшто, пошто ќе објаснам да не бидам јас. Јас одма ќе кажам зашто не е така. Јас, еве, ние не сме репрезентативен синдикат, меѓутоа сме репрезентативни во одредени синдикални организации. За Гранка не може сега не се бориме некоја бројка да добиеме 20%. Значи, и секаде бидејќи ние имаме синдикат, има повеќе синдикати. Да земам железница, да земам еве други кај што сега заедно во кај рударите. Рударите беа само еден синдикат, САС. Ако било убаво само еден синдикат, зошто рударите побара уште еден синдикат? Сега кога двата синдикати се настапи заеднички, од КСОМ и од ССМ кај во САСа, колку толку не се задоволни, меѓутоа па има подобро. Значи, не само да си ти репетивен, полесно ми е мене од страна да седам и само да вие што направивте, еве го овој главене, сакам сега да имам и одговорност. Не само да критикувате, разбираш. Синдикатот треба и како политичките партии, секој гледа да дојде да си дојде на власт за да може да одлучува активно. Ние како посматрачи пасивно. Тврдам, ќе видите праксата ќе покажи. Не може да се ситни. Ќе дојде точката на дневен ред, дали покачување на плата, дали измена на некој закон. Добро, но сегашната позиција ќе влезе само уште еден синдикат со репрезентативност. Ама видите, постои можност. Јас тоа со слобода на времето сум зборил, меѓутоа за жал имавме прекрасна соработка, ланска година за мај заедно соработувавме. Што се случи, како се случи, тоа најверојатно од неговите блиски што се околу. Дојде до разединување, јас пробавме ние со еден синдикат од конфедерацијата да го пуштиме како соработка, и тоа по негово лично барање пуштив еден цел Гранков синдикат за соработка. Додиме и мислев дека со покрај тој синдикат ќе почнеме ние сите заеднички да настапиме заедно. Дечи во законот мислам дека ме поправи. Ја ме гледав на пресконференција заедно. Да, и мене ми криво што дојде, знаете што, во законот постои, мислам дека он повеќе може као правник ги знае тие закони, да не тврдам дека е така, може ако сака ССМ или КСС, јас као конфедерација со моето членство да потпишиме соработка, некој здружување да кажам. Да, но тоа можеше и без овие 5%. Да, и ако е волен тој синдикат, може да ми даде мене и јас да учествувам активно, едно место да ми даде во социјално-економскиот совет, така веќе ќе видиме повеќе синдикати вклучени. Разбирате, не е ова опасно, ќе се види на тој социјален, кој вие сте таму новинари присутни, ќе излеземе после разговор. Тогаш, кој беше вашето размислување? Па некој дека се правда, ако нешто не се правда? Мене ми е, да не се повторам, многу се потроши енергија нова. Што се случи, ние почнеме да трчаме по членови. Место да трчаме друго, дај ми го кај мене. Нека ми извини слободен, значи, сега од една страна реагираат како одредени притисоци се вршат, не знаме дали се вршат. Ако се вршат, еве, значи јавно ќе кажем, прв пат ССМ да нема подршка од било која влада во држава. Ајде тоа да бидеме реални. Прв пат се случува со Сојуз на синдикати на Македонија, од кои причини тие знаете, еве ова што гледаме препукување со владата, нивна одлука нека биде, прв пат се случува ова. 30 години назад ССМ само си го менува председателот, си продолжува истите Гранкови, истите луѓе. Мислам дека тука не може да ми врати, бидејќи тоа е така. Добро. Ајде да оставиме простор малку. Не само да поентата ми беше. Реагираме кога одредени членови ќе заминат, а цел синдикатот кај мене, кој што сум го правил да оди детето, да расте, дојди дење, ноќе со него, нервози, да го направиме, преку ноќ да се припои со илјадници членови во ССМ. Да заборави, затоа многу, еве, јавно му замерувам. Требаше да кажи како што беше, извини, момче младо, тебе ти е местото таму кај што си пораснал. А не сега му требале уште неколку членови за да стане репрезентативен, дојди култура, дојди независен синдикат за образование, и ја што? Во понатамошната емисија ќе ви кажам зошто не, колку вакви синдикати од кај мене сум регистрирал и јас сум ги пуштил цели нека одат, ако мислат дека ќе успеат. Да, благодарам. Повеќе тези беа нафрлени, меѓутоа ајде тезите веројатно на сите други синдикати, ако не зборуваат за ССМ, нема за што зборуваат. И мене ми е многу жал. Само може ли да кажам дека Ралповски беше повикан на оваа емисија, и за гледачите да знаат, во интерес на синдикалниот плурализам беше повикан, меѓутоа тој рече дека нема да може да присуствува од оправдани причини, како што ми каже. Да, се разбира, дека се оправдани причините кога треба да се соочи со работниците, но многу е важно тоа што
Јас можам да зборувам јас од кога сум претседател на ССМ. Едно така. место на колегата Маријан, на колегата Благоја, на колегата Без право на Слободан подпис, беше глас. дадено да учествуваат во процесот на преговори Ама за за општиот жал, колектив. чекај, Дали се кој си па ти да ми дадеш мене право да учествувам во демократска држава нормално? Така ли е? Пази што кажуваш. Го критикувате, ССМ нема што да зборат. Па ССМ потпишуваше уне за 20 години, немавме К15. Кого да го критикувам? Дали се согласуваш дека е така? Тоа ќе побараш некој поранешен претседател. Ама сега ќе побараш побаре го ти, ја ти кажам, затоа ССМ сум го критикувал. Ја и КСС сум го критикувал. Ако не, кога зборуваш тоа што вреди, знаеш дека сум фер. Сака дозволиш. Сакам да ми одговориш и за синдикатот што илјадници го зајмавте и за тоа сакам да ми кажеш како можеш тоа да го направиш према тоа пријателство другарство што го имав. Да ми кажеш. Сака дозволиш малку. Не знам зошто не се бавиш со извршителите, иако таму те повикуваат луѓето пошто најповикан си, а ги изневери. Но тоа е сосема друга работа. Чекај се, нема ти дозволам така. Тоа што сакам не сум ги изневери, не. Ти извиниш, бидејќи ме провоцираш, чекај се. Да ти кажем и за извршителите ако сакаш. Не знам, вакви ниски удари. Да, вака, види. Тука сме за работници. Вакви ниски удари, извини Слободан. Не, такви со такви приказни јас сум поминал многу. Убаво викаш многу претседатели сум поминал. Сад ти кажам и за извршителите кои што ништо не направиле, ме изиграле. Еве јас како Маријан заедно со моите колеги од Друженијето што сме правиле, ќе ти кажам што сме направили за извршителите. Една од главните придобивки е, ако граѓаниот има долг од 1000 евра, се донесе закон кој ќе стигне каматата од 1000 евра, се смрзда не да оди 10.000 евра. Направевме уставен суд да донесе застарување 10 години предметот се фрлат во корпа. И кога осетивме ние дека големи пари се во прашање, милиони, судиите, јавно кажувам како не им е страм први една одлука после друга, треба цело судство таму тие сраме да се каже уставни суди таква одлука да носат, осетивме, ги повикавме граѓаните, граѓани, дојдите, ќе ја укинат одлуката. Што треба Мари да се запали? Добро. Сите седат дома, извршите. Немој да ме представи сега добро за работниците. Да, добро. Но и вие прашавате, кажете. Тоа што е значајно е дека само во изминатите 2 години особено нема ниту една одлука на економско-социјалниот совет поддржана што била спротивна на интересите на УНСМ, на КСОМ и на КСС. Учествуваат на сите седници на економско-социјалниот совет како рамноправни членови. Нивната забелешка дали некој седел во првиот ред или во вториот ред не е решено со предлог законот, односно веќе усвоеното законско решение. За жал на колегите па има одземено правото да седат во првиот ред, ќе седат во вториот ред. А они го поддржуваат другиот синдикат кој треба да седне во првиот ред и патем, тоа што е тема на дискусијата, зошто синдикатите ќе бидат разединети, нормално дека синдикатите ќе бидат разединети ако еден синдикат се бори против работниците. Ние не можеме да дозволиме некој да се бори против нив. Да, може да се бори владата против работниците или работодавачите, што е својствено од една страна, иако си имаат и тие цели механизми како да ги остварат нивните интереси, но да дозволиме еден синдикат да каже дека минималната плата е одлична, дека нема потреба да се протестира за зголемување на платите, дека 5 или 7% е добро, наспроти 12,6% за целиот јавен сектор, сметаме дека со овозможувањето на таков синдикат да учествува во економско-социјалниот совет, можеби и не е целта да се носат заеднички одлуки со консензус. Јас, еве, пошто колегата ме повикува, сигурно на наредната седница, кога ќе дое ред за дискутирање за минималната плата, ќе дое седница на економско-социјален совет многу брзо. Ако колегите од КСС не поддржат зголемување на минималната плата, ќе побарате ли да се смени законот, да се врати 10% или да дое на 2 за вие да учествувате рамноправно и за вие да гласате за зголемување на платите на работниците? Минимална плата ние први побаравме. Ти дури не се смееше, брат, како ми каже брат, си исклучил на телевизија, сега ќе видиш што ќе ти прави. Не, како сега така? Како? Значи, послушај. Кажувам. Ај уште еднаш. Дали на економско-социјалниот совет на првата наредна седница, кога им се дозволи на овие квази синдикати да седнат напред? Не, види. И дали тоа што не е тука ја му замерувам, остави сега. Ти викаш сега, ние збориме за ССМ, за ти збори за КСС. Остави го КСС. Ама нема потреба да го браниш, пошто е против Ја не го бранам. Јас сам себе се бранам. Јас сам себе се бранам и ги бранам работниците без разлика, што ја ќе ги направам како синдикат, ги земате кај вас. Тоа што е значајно во моментот, тоа што треба да се знае, е дека на ваков начин се удоволува само на еден синдикат. Еве да не го спомнувам, да не се навредат колегите, пошто они многу не спомнуваат. Удоволувањето на еден синдикат. Ние, како ССМ, мислиме дека е уценета работа. Се прашуваме дури зашто друго е уценет и благо е и останативе у Конфедерацијава на слободни синдикати на Македонија.
Ако нешто владата ви учинува, а ССМ бил најмногу критикуван за тоа што владата му учинувала во минатото на ССМ, ама некои бивши председатели ги предавале работниците и затоа не се председатели веќе, зошто дозволуваме и зошто правиме рамноправен друг што ќе им го прави тоа повторно на работниците и што нема да се бори за нивните интереси. А гледаме дека е така на терен. Од нова година навака и гледаме дека е така. Проблеми не му прават само на ССМ, му прават и на КСОМ, им прават и на другите синдикати. Истите тие за кои вие велите дека ќе овозможат синдикален плурализам во Македонија. Во Македонија небото е граница, сите имаат право да се борат за работничките права, но небото не може да биде граница за оние кои не се борат за работничките права и кои не се борат за работничките плати и кои се против минималната плата. Ние како ССМ не можеме да го дозволиме тоа. Ние сега имаме став дека ниту едно законско решение не треба да се промени без да не викнат Маријан, мене, тебе, ССМ, КСОМ, КСС, УНСМ и да разговараат подносно тоа прашање и дури да не се согласиме како што вели почитуваниот пратеник. Тие можат на сила еднострано да предложат закон. Влада се имаат механизми, имаат пратеници, но да продолжат со праксата, да предлагаат измени на закони кои не се во интерес на сите, не се во ваш интерес на пример, не се во интерес на УНСМ, се во интерес само на еден синдикат, а не се ни на штета на ССМ. ССМ сега биде два пати репрезентативен. ССМ ќе биде сега два пати репрезентативен. ССМ има толку членови да стане два пати по 5% репрезентативен. КСС има еднаш, дозволени само. Наместо вие да се борите заедно со нас, заедно со работниците, за и вие да имате активно учество на економско-социјалниот совет и вие да имате право на глас таму, вие поддржувате само еден кој е против работниците, кој е против минималната плата, кој е против платите на работниците, да седне на столчето и сега што ќе се случи на првата наредна седница на економско-социјалниот совет, пошто си бил ти сведок, сум бил јас сведок на некои претходни седници, ќе заземе страна. Нема да заземе работничката страна, до сега ја заземаше страната на другите. Кој што ќе заземе страна слободна? Затоа ти викам, до сега беше случај тоа. Ќе видиме праксата, ќе покаже што е каква е. За 1 мај. Ја и ти дававме изјава дека не треба да се протестира. Не, види, друг. Да не се враќа, така. За минималната плата. Дозволи ми, чекај, ама не, дозволи ми, за минималната плата. Јас и ти дадовме изјава дека треба да биде најмалку 450 евра, сега бараме и повеќе. Другиот побара тој што ќе влезе сега во економско-социјален совет како рамноправен партнер. Сако и он кажува дека бара нешто, тоа си е негово што бара. Немој сега. Тогаш кога ќе дадеме шанса на такви луѓе, се уназадуваат работничките права. Кога ќе дојде шансата, ќе биде јавната седница. Добро, ама како функционално тоа ќе биде кога ќе седнат на маса сите и како се носат одлуките, еве да прецизираме за да видиме дали некако таа синдикална разединетост дали може да спречува одлуки во интерес на работниците. Не може. Јас сега ќе ви кажам најдиректно, досега ССМ или може да помогне. Досега ССМ, пошто ќе зборам во име на ССМ, колегата ќе си каже во име на КСОМ, не сакам да се мешам во внатрешните работи. Досега ССМ се бореше против владата и против работодавачите. Сега се бори против владата, работодавачите и синдикат. Немој да тврдиш нешто што. И тоа е генерален проблем. Зошто го велам тоа? Затоа што на последниот состанок кога бевме во владата, не на економско-социјалниот совет, на последниот состанок синдикатите кога беа поканети, КСОМ, ССМ и КСС, не знам од кои причини не беа поканети другите синдикати. Сега и тоа е малку дискутабилно, така, ако веќе велиме дека има два синдикати што работат, колегата од другиот синдикат Благојар Алповски вели мора и помалите синдикати, веројатно се чувствува за помалите синдикати да имаат шанса да учествуваат во економско-социјалниот совет, зошто на помалите од него не им дозволува да учествуваат во економско-социјалниот совет. Зошто? Денеска прават упади во синдикалните организации затоа што не можеле ниту 5% да обезбедат за репрезентативност на ниво на територија. И на крај ќе завршим. На тој последен состанок во владата, дискусијата водеше во правец општиот колективен договор да се стави ад акта. Само еден синдикат прифати да се стави ад акта општиот колективен договор, а тоа беше КСС. А чекај, сега општиот колективен договор е во функција, сакаш да кажеш? Општиот колективен договор е важечки. Да, важечки. Одредбите ќе му се применуваат се додека не се подпише нов. Ајде да видиме до крај реално. Да бидеме. Кажа да се повлече, меѓутоа тие кај што баш не викам кој кажа, владата има право да си каже став, така, тоа е став на владата. Дали синдикат на тој состанок прифати општиот колективен договор да се стави ад акта, односно да биде нефункционален, неважечки и од кога ќе биде неважечки да се преговара за друг. Прифатите слободен. Кога настане дискусија, а што правиме? Општиот колективен договор треба да се поништи во некој док што не е функционален, факт. Како тоа? Каде да се поништи? Не кажи каде. Остави сега да зборам. Кога настана после дискусијата дека ќе биде хаос, нема К15, нема јубилејни, нема разни бенефити,
Како не? Премиерот и представниците од владата кажа, не е точно дека тие аргументи че ги тие факти че си продолжат, дај да видиме што е спорно да го направиме колективен договор. И ја не гледам тука причина, само и затоа ќе носат закони до собрание без социјален економски диалог, ако вака продолжиме меѓу себе се препукуваме. Дали су напредни нешто со тие закони, Марија? Дај да видиме да седнеме луѓе, дај да влеземе да почне да функционира. Мене тоа ми е. Затоа јас барам помалку да биде процентот и вие имавте мака за да направите 10%. Ама не, дали не немавме мака. Како Дали немавте бараш мака? со сите притисоци? Ама не ми одговори на тоа што стварно ме боли. Со одземањето на членството немавме мака. Ароганцијата што имате, не лично за тебе околу тамо што со подценување што гледате на другите синдикати, а кажуваш дека не ви да одговара. Не можам да дозволам да зборуваш за луѓе што не се тука, одговори да ти ми одговорам. како можеше цел Гранков синдикат така да шпионски да го земете зад грб. Како тоа шпионски да Кажи ми како јавно беше. Како тоа можеш така да кажеш шпионски или не шпионски? Така, ти знаеш како е земен. Кој беше договорот? Јас кога те гледам очи имам договор прочитувам. Не кажувам што сме имале некои разговори. Тоа никој пат у живот нема да кажам што не е за јавност. Меѓутоа за ова како можеше тоа да го направиш? Поготово ти. Како можеше? Знаеш за кого зборам, не сакам да го спомнам. Имавте вие таков синдикат, не успеавте да направите во таа гранка. Со тешки маки Македонија сме ја вртеле, ден и ноќе сум го учел како да прави, што да прави, грешки, немој така, вака, нека каже дека не е тоа. И преку ноќ правите собрание, ако му беше најтешко собранието, дојди главни ме викаше, дојди главни, ќе има избор, да не се побуни тој да кажеш, да ме пофалиш како макета ме шеташе ни цела Македонија. И преку ноќ отиде ти на посет, како можеше, прв јас да ме викнеше мене без тебе немаше да отидам на тоа собрание. Кога те видов ми се сврти вака све. И викам Маријана, века нема и за тоа немаме држава ние. И после викаме го предале Гоце Делчев Питу Гули. Слободно, одговори ми или мислиш што да ми одговори? Нешто, ја пачки погледам тие луѓе во очи, тие кога ќе ме видат ќе се кријат. Тие немаат, ако имаат малце образ, тој не може да ме погледне мене. Директно ќе ти одговорам. На сите синдикати што се дел од ССМ, не само на собрание, туку на нивни протести, на нивни преговори, ќе одам, сум бил и ќе одам. Ти си бил кога? И сега тоа е нешто што тоа е нешто што вас ви смета, а инаку никој не ви презема вас не ви апсолутно смета ништо. да ги броиш тие членови кај тебе репрезентативност. И да ододиш секаде без родителот на тоа дете. Ти са фати ород играш со него. И како ја да имам соработка, со сила ме фрлаш во и други преградки додам кога синдикат. И јавно кажувам, ја ќе побрам јавно. Ако не зборувате за ССМ, нема за што да ми остапи место, ако можеме да се најдеме, ако стварно мислам. Ако направат таков потек, од нивните членови што се во социјално-економски совет, да остапат еден сон да влезе, да може активно да учествува, тогаш мислам сме на моментот да направиме стварно и тогаш виш кој како дискутира кој што знае. Сакаш да кажеш дека ти не бараш сега измени на законот да ти се овозможи рамноправно учество, туку ќе молиш милостина. Не бе милостина бе, ја кај молам бе, ја милостина. Абе слободно, јас сум ги пуштил цели синдикати, знаеш. Најважно. Ама чекај сега, пошто ме провоцираш, знаеш, провоцираш, малце, не можеш да го оставиме да каже. Најважно е, не, па тоа малку кажуваме. Не ми одговори како го зема. Донесов одлука дека многу ќе кажуваме од сега натака. Како одговори ми како можеше тоа да го направиш? Не сум го направил тоа, еднаш ќе ти повторам и цело време можеш да ме прашуваш. Инаку најважно е работниците да добијат зголемување на плата. Што е битно? Економско-социјалниот совет во моментов е нефункционален заради тоа што еден од партнерите, синдикатите, не е битно ССМ, КСС, СОМУН, само не е битно кој, немаше докажано репрезентативност на ниво на територија од 10% која овозможува рамноправно учество со владата и работодавачите. Знаеме да не се навраќаме сега кои беа причините, што се случуваше изминатиот период и слично. Кога успеавме да обезбедиме бројката и кога се пребројавме, поддршка кон КСС за со 5% стана репрезентативно. Значи они ги манипулирале, кажувам дека години наназад во законските измени баравме да биде 5%. Они ги манипулирале. Како сега ни текнало 5%? Ај вака, они ги манипулирале. Значи години наназад тебе ги постои законот со измените со црвено е ставено да се намали. Не од кога вие ги земавте од другите синдикати од кај мене и јавници луѓе да станете 10%. Они ги манипулирале представниците на владата дека само што не ја обезбедиле бројката, дека само што не станале репрезентативни. Ако се толку храбри влада да манипулира секој им чест. Заради тоа и овие 4-5 месеци беа упадите у ССМ. И уште спорадично прават упади, таму, ваму, да се префрлеле со административна
најмногу директорите на сила им задржуваат чланарини на луѓе што не им се членови, не се членови ни таму ни ваму, туку не се ни таму, им задржуваат чланарина. Да одите, само и тој да ќути работи. само за да им само следевте јавниот притисок кон ССМ изминативе месеци што се одвиваше? Мислам дали го гледате? Не, веројатно не. Не, како не? чисто Јас прашувам, сум слободен, сум разговарал тоа, јас сум отворен, не правам. Претпоставувам дека сте им дале подршка како Јас со него сум разговарал и сум кажувал колеги, да се другари и случи, така дај натаму. во интерес на работниците да правиме вака и така. Без потреба се фатија, се исполитизирава, повеќе политички се доби печаток, искочи ти од вама, нас како карикатури не става, они големите, сад да не се навредуваме лично, да ја не може некој да ми каже за синдикат, може секој да ми каже. Меѓутоа јас сум поминал и многу сум се истрошил и сум изгубил многу. Еден нека дојде за овие години дека сум го издал јас некого. А мене ме издавале, знаеш. Да, ме издавале. Ние сме, од кај мене потекнуваат автентични синдикати. Да ти ги бројам. Сите од работа, ние никој не земаме плата од чланарина, од синдикат или од зградата тамо. Ние сите сме кај вас има тамо представници на синдикатот што не знае да Сабајле нема автобуси. Добро. Господјева Галучанчка не пушта автобуси, па да трчаш на работа, па да го удриш картончето, па директорот да те види, па да те малтретира, па у 12 сато да ти пушти посебен список дали си на работа. Па да видиш тоа што е како е работник. Мислам дека не е упрашање јас, упрашање се работниците. Без потреба, еве и вечерва трошиме, ништо не кажаме што се залагаме за работниците. Па јас за плата зборувам, вие зборувате за благоја го трошиш времето, ама кој може мене да ме натера со сила притисок ми правил? Да се помина во друг синдикат. Вие без притисок илјадници членови земавте. Ти сигурен си дека со ништо не се уценети за да се намалили за 50% прагот само за нив да се удоволи, а не за вас? Види се, тебе те прашаа да биде 2% да ти се удоволи и тебе да бидеш репрезентативен да представуваш. Јас сега како до сега викаш патам се, а не патам. Слушај, не патам. Јас сакам само да помогнам више преку глава ми и од ова сакам да се повлечам. Меѓутоа тамам ќе направам нешто, вие го растурате. Еве и КСС ќе кажам јавно и ССМ во други времиња, сега ќе ги пројавам. Извини, молим те, за да свати некој дека ќе нам пишуваат па од кај него подценувачки со ароганција и толку дима нема да бидеш ова. Сега пазете. Независен синдикат за одбраната, он знае што зборам. Регистриран во КСОМ, замина со илјадници луѓе во КСС, јавно ќе кажам. Независен синдикат за образование, илјадници, замина во ССМ. Независен синдикат на пожарникарите на Скопје. Мислам кај нив е. Регистриран сите со овие во КСОМ, ние сме ги направиле како отишле. Да, ама само КСС и во ССМ. Да, ја не викам само ова. 8 септември болницата со 200-300 замена. Судски работници тие што се Добро, што значи тоа? Кој ќе речете замина? Па каже. А не мислиш дека заминале поради нешто? Сигурно од мене избегале. Не мислиш дека заминале поради нешто, не викам од тебе. Ама тогаш овој заминал ради нешто кај тебе. Кој? Па што тоа што кај тебе? Ради нешто и тој дошол сигурно. Не мислиш. Сака од кај мене знаете кај канцеларијата шупаун дека кај вас може се качи од високо и ќе гледа Скопје. Може со тоа дошол кај вас, не знам. 79 години постои Сојузот на синдикатите. Не викам не, постои. И ќе постои уште толку. Меѓутоа, што е битно, Маријан? Не е битно дали ти ќе ни кажеш нас на Слободан, за Маријан, за Благоја, за Влада, да кажеме на првата седница што бидејќи работниците стварно се минимална плата 500 евра за 100 евра. Јавно ќе кажам, сега не гледат работниците се чудат. Нека се охрабрат. Нека направат нов синдикат, за тоа барам 5%. Не може ние да го монополизираме, не може у синдикатот да имате статут 3 години да го држиш членот да не се отпише. Немаме ние. Имате. Немаме ние. Имате, ти покажав допис. Значи немаме ние сонг има. Дори ти кажав че дека ќе ти го објавам, ти го покажав. Имате. Океј, немаме ние сонг има. Оттаму почнало и тоа е тоа. Тоа што пак ќе речам. Дајте да се насочиме луѓето, ситуацијата е сериозна, стварна. Да оставиме, знаеш што, браво Слободан му кажа на Маријан, го растори во емисија, го растори КСС, убаво му кажа на Петко, на Бранко, на Станко, сега сум голем, што ако голем, јас сум бил многу поголем у такви ситуации од тебе, мене ме бркале на работа. Ништо со тоа не сме донесли. Дај луѓето да помогнеме нешто, луѓе. Зошто сме загрижени? Сериозно е. Да се вратам на почетокот на емисијата. Загрижени сме поради тоа што еден синдикат прифаќа укинување на општиот колективен договор. Тоа значи низ за придобивки за работниците. И само сегмент да прифаќа. Бараат платата да се укине во јавниот сектор, да не се пресметува просечна плата по коефициент за сложеност. Функционериве можат 79% изголемени плати сега, пошто 1% и оваа година им се зголеми платата. Ама работнициве не може.
Работниците ќе се молат на 1800 денара согласување линеарно со минимална плата. Еве вака, уште ова е. Само за секунда. Јас да кажам, одиме на пауза за реклами, во меѓувреме ќе доструктурираме дебата. Повторно во студиото на ТВ24 разговараме за најновиот предлог закон за намалување на репрезентативноста на синдикатите, кој што е поднесен во собранието. Тука во студиото имаме двајца представници на синдикати, имавме една интерсиндикална, би рекол, така дебата, која што здрава дебата, интерсиндикална, баш синдикална дебата. Меѓутоа, малку слушнавме за она што навистина треба да се направи за работникот да дојде. Мислам, ги разбирам вашите претходни мотиви за оваа битка што ја имате внатре и со третиот синдикат и со четвртиот и петиот и така натаму. Меѓутоа, еве, деновиве слушаме, македонската економија расте, со четврта економија по раст во последниот квартал, за последниот, односно првиот квартал на годината. Во исто време минималната плата остана на нивото кое што законски беше дозволено. Што правите, еве, поконкретно за тоа прашање? Затоа што правиме? Значи, сакаме да има што побрзо да се затворат овие не толку битни прашања, не толку трагични прашања кои ќе седи на таа маса за разговори. Таму ќе се види кој што ќе дискутира, кој ќе збори. Убав е овој аргумент, се качила економијата напред. Раст на економија. Значи, економијата расте, тоа, значи приватниот сектор добро функционира, така? Тоа, они прават пари. Значи, ако приватниот сектор функционира, има пари, еве го, па се вратиме на тоа, ССМС е репрезентативен синдикат, така. И што брани сега да дојде кај вашиот газда овдека, да рече, слушај, економијата расте, тука владата не ми треба мене. Јас разговарам со газдата, седнувам, му викам, дај му сега не 500, дај му 600 евра плата на минарите. Добро, ССМ ќе дојде, зашто вие не дојдете? Ама не можеме да гласам, немаме ние право. Ама не, и вие можете да дојдете тука да побарате. Па кај што можеме, бараме, еве во САСА бараме и добивме. Така, во САСА баравме, добивме. Таму кај што да се задржиме на темата со платите. Ама еве, значи, повторно не влегуваме во толку синдикална, па што на крај знаете како? Раздели Павладе една многу стара поговорка која што значи ова практично го зборам. Од римско време важи и до ден денеска. Како што да не испадна така работава. Значи минимална плата од јавен сектор земаа 14.000, така? Како што 14.000 некаде вработени. А во приватниот сектор минимална плата, па ќе кажам повеќе знае, може 200.000. Не знам, поправиме го, не знам колку е, помалце ли е, повеќе ли е, не знам. Вкупната, вака. Да. Ако добро, без разлика колку. Што ми е поентата? Дај да се здружиме сите синдикати. Затоа ја тоа ќе предложам дури и пред себе, еве, памтете што сум како работник. Значи памтете што сум, памтете што сум кажал. Еве мој предлог ќе биде пред почеток, ние јавувам некој пат подолго, некој пат пократко кога има социјално-економски совет, јас ќе повикам да седнеме први само синдикатите, да најдеме заеднички јазик, да не се некој удвараме, да не ја напајаме владата, дали може ние по одредени точки да излеземе со консензус. Од тоа убаво решение за работникот нема. Тоа ќе се види кој што. Нека одбие некој, нека одбие. Ме разбирате што е? Значи тука треба да се насочиме ние. Во јавниот сектор пак каков таков синдикат има. Приватниот сектор луѓе се за жалење работниците. Секој ден гледаме што се случува. Секој пошто вика извршителите. Секој дневно доаѓаат работници кои што фирмите им отишле во стечај, плаќале судски такси, добиле судска такса. Добиле дека треба да платат. Даваат на извршител и него го плаќаат, извршителот кога оди у банкова во центар регистар, извинете, вика, фирмата повеќе не постои, не можеме да ви исплатиме. И ние се овдека ќе трчаме да го чуеме сега за прашањето. Клучната работа, тоа што го правевме во минатиот период, од 1 мај дозволивме и оставивме време до крајот на мај, морам да бидам искрен, наша одлука беше тоа да видиме дали некој друг во Македонија ќе зборува за плата. Дали некој друг во Македонија ќе се бори за плата за работниците. Дали некој друг, ако не излеземе ние да кажеме платите са мали и треба да се зголемат плати, треба да се почитува општиот колективен договор, ќе го побара тоа. За жал, 30 денови во мај, колку што имаше после првомајскиот протест кога ги истакнавме барањата на работниците, никој не кажа дека платите се мали, дека треба да се зголемат, никој не побара ништо за работниците. Тоа ме загрижува. Добро, заедно застанавте на првомајскиот протест? За жал не. Тоа што дополнително го бараме ние како ССМ е 500 евра минимална плата, што значи опфат на близу 300.000 работници. Тоа ги загрижува и владата и работодавачите.
и бараме дополнителни 100 евра за разликата од која би се зголемила сегашната минимална плата до 30 за тоа е на 600 економија треба тоа да го издржи. 620.000 работници. Економијата покажа дека може да го издржи, имајќи во предвид дека 250 милиони евра само по основ на неплатени придоноси за задолжително социјално осигурување годишно не се уплаќаат во фондот. Тоа значи дека плата уплико лета на сите страни. И тоа значи дека работодавачите немаат проблем да ги платат работниците, туку значи дека не сакаат да го платат колачот на владата, а владата окей, нека не плаќаат, ние ќе се задолжуваме кредити. Вториот момент што нас уште повеќе не загрижува е тоа што сме најбрзо растечка економија со најниски плати. Нормално. Најслабо платени работници кои имате, тоа ќе ви се случува. Вие не можете да ги држите работниците во Македонија со најниска минимална плата и со најниски други плати, за да кажете и да имате еден синдикат што вика супер, владата одлично, не треба да ги зголемува платите. А во Србија ви се најавува од 1 октомври 500 евра минимална плата, а од 1 јануари 550 или 600 евра минимална плата. И што ќе ни се случи во Македонија за сите, да им биде на функционерите и на работодавачите јасно. 600 евра минимална плата од Црна Гора, 600 евра во Босна, Словенија и Хрватска веќе да не ги зборуваме ако тргнат наши работници по тој пат. Сега имаат пати во Србија, 500 евра од 1 октомври е најавено и 550 или 600 евра од 1 јануари. Сите ќе имаат 600 евра минимална плата, ние како слепци ќе имаме 400 евра минимална плата, затоа што еден синдикат се бори да не се зголемела минималната плата, и минималната плата им била доста на работниците. Не требало ние да бараме, требало само закон да почитуваме. Па синдикатите тоа што сме се изборили и ние и Маријан за законот, тоа го имаме во рака. Не треба за тоа да се бориме и да го бараме, треба да бараме повеќе. А како ќе добиеме повеќе? Не може да добиеме повеќе ако само изминатиот период бара, се бори, протестира, имаш од другата страна, не ни е проблем владата. Со владата ние мораме да се конфронтираме, тоа е нормално, со работодавачите исто. Владата секој пат мора да се грижи за интересите на државата, ние работниците мораме да се грижиме за интересите на работниците. Работодавачите првен за бизнисот, па за работниците, но тоа е нормалниот пат на преговори, затоа и социјален диалог има, затоа има и штрайкови протести, затоа се наоѓа решение повторно на маса. Се израмнуваат силите на крајот на криштата, но кога имате вие сега од спротивната страна уште еден синдикат против кој треба да се борите, а синдикат кој е против работниците, и вие треба да трошите повеќе енергија против синдикатот колку против владата и против работодавачите, затоа што ве минира на секое поле, затоа што ви упаѓа во синдикални организации, ама не те спомнувам тебе, ти па се нервираш. Затоа што упаѓаат во синдикални организации и со политички притисок. Ако е тоа така, тој синдикат па ќе ги изгуби своите членови. И нема да биде, мислам, Денеска за наша среќа, дигиталната технологија е толку отидена напред, па луѓето ни сликаат мейлови од раководители што упатуваат пораки до нив да се приклучуваат, да истапуваат од еден синдикат да пристапуваат во друг. Па има снимки од тоа како им се закануваат луѓе. Значи, зборуваме за луѓе кои се на функција, не зборуваме за луѓе синдикалци. И имат од другата страна синдикалци на кои ја вршат нечистата работа избрани именувани функционери кои викаат па ние немаме ништо со тоа, ко Марс паднати, па ние не знаеме ништо, па ние не сме се мешали и така натака. И само третата работа за која сакам да заокружам. Тоа најмногу што не загрижува е тоа што изминативе 6 месец веќе влегуваме, се случува измени на клучни закони, особено на законот за работни односи, без диалог. И мора да бидеме, чекај, стои. И други измени има кога и мора да бидеме ние свесни за тоа. Без да не почитуваат како што ги почитуваме, без да седнеме да разговараме, како што им бараме да седнеме да разговараме. Како синдикалци, како синдикати, како представници на работниците, како работници, како сакате кажете го тоа. Ние нема да имаме никаков напредок. Зошто? Владата си има своја агенда, работодавачите исто. Ние кај сме? Агендава наша треба биде зголемување на платите. Ама не ни е на сите истава агенда. Едната страна ни вели, јас ќе го почитувам секој договор помеѓу работниците и работодавачите. Пеки, нема проблем. Ама јас ќе ви предлагам измени и дополнување на законот без да ве почитувам, без да ве прашувам, без да се договарате вие, како што сметам јас за да наметнам нешто што во натамошниот период се надевам дека ќе ми помогне, како ово со КСС. Овозможувам јас сега на еден синдикат како власт, да речам, не како влада, пошто владата не му удел во предлогот, како пратеничка група денеска гласале, не знам никој гласал таму и слично, овозможуваат тенденциозно, намерно, само за еден синдикат. И повторно прашувам, зошто не 1% за сите синдикати во Македонија?
да учествуваат на економско-социјалниот совет рамноправно, рамо до рамо и да се видиме таму во очи, да се погледнеме и да речеме кој ќе гласа за зголемување на плати, кој ќе биде против зголемување на плати. Но не им треба таму Маријан да биде гласен. Не им треба ни Слободан да биде гласен, туку им треба некој друг што ќе поддржува политика. Од друга страна држи оној аргумент дека ако постои само еден репрезентативен синдикат, дека тој многу полесно може да биде ставен во одредено менгебе, како што порано се случува. Сега, добро се, да, и може да потклекне во одредена состојба или ситуација. Денеска имате нерепрезентативен синдикат, кој подклекна под притисоците и кој дава поддршка за незголемување на плати на работници во Македонија. Нерепрезентативен. Добро. Кој ќе стане репрезентативен, ама не те спомнав тебе за повторно трошиме енергија, па ќе кажам без па врска. за плата зборува. Први треба си признаеме сите се погледнеме очи дека ние не сме моćни толку како синдикалци. Зошто? Зашто еве ако ајде да биде по не поинтересно, не знам како се аргументи. Тврдиш дека има 70.000 членови. Така. Па јас со 70.000 членови не Македонија пола Балкан ќе го освојам. Ние треба да работиме да го смениме менталитетот на работникот. Кој цело време викаме овој со притисок, па ме рече сам, кај мене без притисок илјадници отидува. Батали кој кај сака нека оди. Широко му поле што викаат србите. Дај побрзо нека се конституира тоа социјален економски совет. Дали ја ќе видам Слободан ќе ми даде на место да гласам, дали Радповски ќе ми даде, дали не ми дава од позади ќе седам, не патаме значи тоа. Ние како синдикат, мене што ме научила праксата, ја работам во железница. За прв пат сега дека викате никој не бара ништо, за прв пат ние во железница земаме бонус плата. После, еве сега беше. После толку се качи плата на одредени работници, само директорот ќе ме кара на одредени број вработени, преговараме се качи, бидејќи гледате се за прв пат железница се топ тема возови ќе одат возови, треба работници да додат возови. Платата се зголеми од почетокот на годината во железница? Сега тоа ти кажав се зголеми од еден број на вработени, сега преговараме да се зголеми, мислам дека ќе направиме на добар пат сме, бидејќи веќе железница како и другите предпријатија се да не фокусирам, што сакам да кажам. Ние кај што сум јас таму, кај што имам синдикат, со добар квалитетен диалог ние успеваме. Ни ССМ ни КСС таму не се. Сами преговараме со членството, успеавме бонус плата за прв пат во историјата. И сега кажувам преговараме за покачување на плата. Уназад, па се враќаме еден репрезентативен синдикат. Кога се качуваше минималната плата, тогаш треба вака требаше да бараме. Се усогласи минимална плата, дајте сите платят со согласен. Чутевме. Да не кажам еве јас. Да те потсетам. Да, ама што да ме потсетиш? 15.000 на 18.000 генерален штрайк во јавен сектор направивме. Кој генерален штрайк со 500 на генерален штрайк, нешто е кој ќе прави крција ништо не оди. Генерален штрайк 500 генерален штрайк во цел, генерален штрайк во цел. Генерален штрайк е возор кој ќе не го пуштат кај мене, тоа е генерален штрайк. Генерален штрайк во цел јавен сектор направивме. 80% од вработените во јавниот сектор добија 2806 денара зголемување на платата и 10% дополнително зголемување на нивните плати. Немам проблем ако. Значи ти кажам, ние тогаш што правевме? Шумска полиција, знаеш. И тогаш проблем со ССМ. Направивме цела шумска полиција до сега, за жал тој синдикат се распаѓа, бидејќи некој друг тамо го презема како овој што дека тебе овој друга замина нешто светско ќе прават, не знам што ќе прават, и тој што среќа некој го пропасти. Знаеш, шумска полиција, затворска, ние тој период протестиравме и правевме членови, што сега некој ги зема вака на тацна, ама нека ги носат. Ние имаме моќ да се погледнеме како синдикалци или немаме моќ. И треба да кажеме дека немаме моќ. Ние може да делуваме повеќе ако во самата синдикална организација кај што работиме немаме ние чувство за солидарност. Како немаме чувство за солидарност? Како работници, па дури како синдикат. Абе не може за работници да така зборуваме дека не се солидарни. Ама еве дека ме еве ќе јава. Ова матични книги, месец дена штрајкувавме, тоа беше штрајк. Цела јавна секретарија нема. Од друг синдикат работеше. И сега се прават некои други синдикати големи, дали од ССМ, дали да не. Ама не е од ССМ. Имаш и од ССМ. Не од ССМ, не спомнувам така. ССМ улици патишта, еве се ССМ ќе ти кажам. Не од ССМ, не. Ама еве сега ќе ти кажам за ССМ. Улици патишта, удрили сме печат и на крај градоначалничката. И протестиравте? Тој што беше вашиот, утре не нашиот, протестиравте? Протестиравме. Кога? Како кога во февруар месец. Зборам за февруар. Дојде од ССМ, удри печат, оди во полиција, приема утре дента ни печат, ништо го нема ССМ. Немаме луѓе. Кај е печатов ли е? Удрил печат, па немало печат. Кај е работникот? Кој удри печат? За два удрилме. Кај е печатот? ССМ и КСОН. Од улици Патишта. Негов документот постои. И ето луѓето се живи. Утре дента искачаме на протест, овие со лопати, со камиони, со колички пред град Скопје.
Нигде го снема, се повлече. За само се повлече. Да, па го знаеш ти сам не рече ќе го сменат него и печатот му го зеле, не знам што. За не ми збори. Да не мешаме. Што ми е поентата? Што ми е поентата, луѓе, немаме моќ да се погледнеме. И затоа викам, не може еден да преговара, ја да чекам сега, тој што ќе биде главен, дали Благоја, дали Слободан, дали ќе земам јас бонус плата уженица. Без Благоја, без Слободан. Што значи бонус плата што сте добиле, ако може да разберам? Што за прековремени сати? Да. Па обезбедено право со закон како не сте го добивале, што сте правеле? Ами беше обезбедено, и оволно ни беше обезбедено правото. Па нека луѓето како што сте правеле до сега. Ја не сум љубител да тужам, бидејќи државата ја ставија, мада од кај нас потегна тужба и почна да се исплаќаат. И еве апел до владата, ако слуша и пратеникот. Апел, и денеска се случува нешто што треба да се плати, што го следува одредени директори, да не кажам уопште кршат законот и ја мислам уште малце треба да се даде шанса и треба да се прозиваат и директори и заменици, министри, началници. Не, само се извинувам да кажам. Не смее да се дозволи. Значи, работникот го следи да му платиш, не му плаќа и тужбите следат и после повторно пари од буџетот, еве министерката за финансии нека слуша, за тогаш кога ќе дојде извршител, место да се плати 10.000, се плаќа по 50.000. Милионски суми на пари одат по тие тужби и денеска за жал се случува тоа. Иначе, еве апел до владата. Оваа влада дојде бидејќи да народно беше до тука од све. И од политика, и од подгазување, и национално, и работничко, секако мора да се погледне, беше тотален хаос владееше. Затоа имаме вакви колективни договори. Не може у Македонија работникот да трча да се запосли во царина и во Елен, да не сака во железница, да не сака во пошти, да не сака во некое... Да зборуваш ти против колективни договори, не ми е јасно, инаку... Кај кажа како Па викаш, затоа имаме вакви колективни договори. Како имаме вакви колективни договори? Па имаме вакви, немаме луѓе, немаме, значи... Лоши колективни договори имаме. Да, еве какви. Како имаме? Еве јас сум добар, и ние го начекавме еден мисер, него спомнал, знаеме дека човекот не беше толку вичен, потпише. А тоа ја кога би бил, ако владата е цела компактна, не може да потпише сметка на владата, што треба да прави владата, како ја водам за секој работник. Не може. Епа работников добил, а ти водиш сметка владата. Јас сакам ако тој добил, ќе направам колективен договор да добијат сите. Не ќе потпишам овој го, ќе потпиши сега ќе земе плата и ќе има растор. Значи, што ми поета, мора да се изедначат одредени работни места. Не може да се тепаат некои за да работат по овие јавни предпријатија, компании. Значи, тоа е темата за социјален диалог, за предлагање мерки, за да нема веќе вработување дело на договор, да нема 5 години да му продолжуваш работен век, да го држиш на јаже и тој синдикат не тишни, тој работник не може да ти штрајкува. А ги има голем процент во приватниот сектор такви луѓе. И како тој ќе ти штрајкува кога знае на третиот месец, Младен се правиш изик, Младен изведе од први договор ти завршува, не те бркам, и како ќе те натрам да штрајкуваш? Тука треба да се избориме. 5 месеци, 6 месеци, максимум година дена, работникот да добие стален работен, да се охрабри, да може тој да земе кредит, да се жени овдека па да остани. Вака не може ни кредит тој да земе и бега во странство. И затоа бега. И ние сме виновници што бегат, да се погледнеме во очи, не само да критикуваме. Една од главните виновни е синдикатот. Бидејќи луѓето чекаат од нас, ама ја паче кажам, нека се охрабрат, дека направат нови. Можно обединување на оваа синдикална борба, која што сега гледаме дека е далеку од обединување. Ја подавам рака и јавно викам дека сум за да се обединиме и да тргнеме. Сите синдикати кои се борат за работници, со тие што се борат против работници, да не може да има ни обединување, не се кажат синдикати, туку квази синдикати. Ова сакате, јас прашав дали очекувате? Да. Да, очекувам, мора, ако не треба јавноста да проговориме, да фрлиме печатки. Тогаш ви благодарам што бевте гости на оваа емисија. Ете на крај и со една надеж за идното синдикално или работничко, јас пред се би рекол, здружување за се разбира подобри услови за работа. Ви благодарам што бевте денеска гости на 24 отворено. Мислам на вас ви благодарам, а вас почитувани гледачи што не гледавте. Пријатно.